Прво, да ви кажам дека безбедноста во Македонија се зголеми на 1 јуни 2017 година, кога бандитите заминаа од власт. И тоа може да ги прашате сите граѓани на Република Македонија, дека од тој момент безбедноста е драстично зголемена. Министерството за внатрешни работи го превземав со 23% доверба во Министерството. Сега, опсе, покажа статистика од 75% верба во Министерството за внатрешни работи. И многу е лесно да излегувате и да кажувате лажни вести. За тоа сте експерти, посебно вие од ВМРО-ДПМНЕ, и вие, госпоѓо Затуровска, заради тоа што вие бевте поддржувачи на сите тие политики кои што допринесуваа за општо народна плячка. И таа општо народна плячка, која што ја гласавте 11 години, сега гласате како да се спречи да се суди. И јас ќе ви кажам неколку факти и податоци, кои што не се мои факти и податоци, измислени како вие што ги измислувате, туку факти и податоци кои што се базираат исклучиво на факти и податоци во статистиката на Министерството за внатрешни работи за многу прашања кои што овде ги споменавте. Само за кратко околу тоа поделбите 50-50. Само за таа работа ве бива. Како да делите 50-50. И слушавме во разговорите 50-50 или 5% од автопатишта, 50-50 или проценти од било кои тендери, и очекував дека ќе бидете доблесни пред граѓаните да кажете колку тоа 50-50 падна и во вашиот джеб, во вашето семејство и така натаму и така натаму. И тоа треба да им го кажете на граѓаните на Струга. Еве неколку факти и податоци кои што сакате да ви ги кажам. Ако говориме за исчезнати лица, лажна вест е, ја злоупотребувате ситуацијата, правите фама во јавноста и на тој начин мислите дека нешто ќе постигнете. Во 2014 година, кога власт е ВМРО-ДПМНЕ и премиер е Никола Груевски и министар за внатрешни работи е Гордана Јанкуловска, пријавени исчезнати 554 лица во Република Македонија. 2018 година, кога министер за внатрешни работи е Оливер и премиер е Зоран Заев и СДСМ, 370 лица пријавени за исчезнати. Ова се бројки, вие можете да ги толкувате, веројатно математика, знаеме сите ние и таа е основа. Второ, во делот на економскиот криминал има зголемување на кривичните дела и за тоа сакам да знае македонската јавност дека е благодарение на вас. Мислам на припадниците на ВМРО-ДПМНЕ, кои што носеа позиции до сега, и тука се зголемија многу, некаде за 25% кривичните дела откриени за злоупотреба на службената положба и овластување, во кое што откривачката дејност е зголемена за 40,5%, или вашите функционери злоупотребиле 1,4 милиарди денари народни пари на граѓаните на Република Македонија. Ако зборуваме за делот на компјутерскиот криминал, исто така откривачката дејност бележи зголемување некаде за 30%. Еве, ако сакате да говориме за кривичните дела против животот и телото. Во овој период имаме намалување за 37% на убиства во Република Македонија. Значи, случајни убиства во 2018 година се 17, за разлика од 2017 година, во која што 6 месеци ние го предводевме Министерството, имате 27. Фала Богу што не убивте овде во собранието тогаш, таа бројка ќе беше уште поголема и уште потешка за македонската јавност.